Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителствување. Вообичаено во моите видеа јас зборувам за содржини од книгите на авторката Шефали Цабари. Поточно во ова видео ќе зборувам за содржините од нејзината најнова книга, која што се вика Родителска карта или Родителски водич. И во претходното видео зборував за тоа како родителите да можат да си го препознаат своето его во односот со своето дете, тоа значи да можат да го фатат, да го забележат, со цел да можат самите да разберат која его маска ја носат во процесот на родителствувањето, со цел да затоа што преку нејзиното разбирање тие ќе можат да знаат кои чувства, кои емоции се кријат испод таа его маска која што навлегле, со цел да нивното однесување, односно нивните мисловни образци преку нивното однесување да можат да ги сменат и да тргнат по патот на свесноста. Сега ова бидејќи заборави во претходното видео, значи би сакала да го видите цртежот кој што Шефали го има во својата книга, во ова најнова книга, како родителот, значи кога тој е потикнат од своето дете, секогаш кога се наоѓа во една состојба на страв, кога е несигурен во односот со детето, кога го родителствува, значи тој навлекува его маска и гледаме дека и децата исто така, значи ја носат его маската од својот родител. Овде има голем број на его маски кои што ги навлекува родителот, значи во различна состојба со своето дете, тој значи вади една и потоа става друга его маска. Шефали ги прашува родители, кога сте потикнати од вашите деца, дали забележувате некогаш можеби како го повишувате вашиот тон, како го повишувате вашиот глас и склони сте повеќе да издавате команди, наредби кон вашите деца, и дали во таквите моменти ви доаѓа да им се заканувате, да ги казнувате, да врескате по нив силно, да ги пцуете и така натаму. И таа вели, ако ова често го правите како родители, можно е да сте во една состојба во која што постојано се наоѓате сакате да влезете во еден конфликт со децата, да сакате да се расправате со нив, да сакате да ги нападнете, односно да сте во една состојба на борбеност. Доколку таа вели дека ако препознавате дека ја препознавате ова ваша состојба, можно е да сте во една да сте ја навлегле маската, его маската на борец. Сега еве ја таа маска, исто така ја има во својата книга, објаснето, видам како дали изгледа, да, ја фаќа, ја гледате, на екранот ја има. И, значи овде гледаме еден родител кој што е исполнет со гнев. Што пишува овде на англиски јазик? Пишува како да го контролирам нештото. Се мисли на однесувањето на детето, како да го контролира односот во врската со детето, релацијата, како да има контрола целосна врз неа. Сега, им спомнува, значи оваа слика ќе можете да ја гледате цело време додека зборувам. Ајде, вели Шефали, да видиме дали ова е вистина за вас, родители. Кои се родителите кои што ја носат оваа его маска?
Значи тие се лути и имаат еден голем контролирачки став. Главниот емотивен арсенал на борците, со кој што тие располагаат кога се водени од своите стравови во односот со своите деца, е гневот. Значи, тие се многу гневни пред се. Значи, кога нивното внатрешно дете чувствува страв, овие родители ја ставаат его маската на гневот. Значи, борците го користат гневот за да можат да го контролираат другиот или другите, значи, децата во овој случај. Што прават? Тие викаат, врескаат, казнуваат и деградираат. Значи, ова однесување ги прави, зашто го прават тоа? Затоа што ова однесување нив ги прави да се чувствуваат моќни. Уште од детството овие родители научиле дека за да можат да бидат слушнети, за да можат да бидат видени, за да можат да бидат потврдени, тие треба да ја носат оваа маска. Значи, оваа маска на луд контролор. Гледате како гневот му излегува од ушите. Многу е гневен овој родител. И таа спомнува дека кои родители ја навлекуваат оваа маска, особено родителите кои што имаат некоја, ајде да кажеме, некоја по-машка енергија или пак нивниот темперамент е подоминантен и тие најлесно, значи ја земаат, ја носат оваа маска и во што сега понатаму Шефали им објаснува на родителите во што веруваат овие родители кои што ја навлекуваат ова его маска на борец. Значи, за полесно да ви биде вас, напишав, значи, овие родители кои што ја носат оваа его маска на борец веруваат во следното. Прво, се чувствувам достоен кога ги контролирам сите. И второ, преку лутината добивам моќ и доминација над другите. И да прашува, родители, дали мислите дека вие реагирате на овој начин? Во моменти кога сте под стрес, дали сте се затекнале самите како го кревате гласот, како газите повредноста на вашето дете, газите повредноста на другите, вршите сила, влегувате во физичка расправа, или пак во една голема контрола над другите, само за да се почувствувате значајни. И доколку е така, таа им објаснува на родителите дека најверојатно е дека ја носите ова маска. Его маска на борец напаѓач, на родител борец напаѓач. Значи, доколку е така, веројатно, таа им објаснува на родителите дека овие родители кои што ја носат оваа его маска, најверојатно израснале, значи пораснале покрај родители кои што и тие цело време ја користеле стратегијата на оваа его маска борец. Значи, вие или пак сте израснале со браќа и сестри кои што имале навлечено ова его маска. И преку осмоза, значи преку приемчивост, преку цело време наблюдување на сето она, на однесувањето на тој кој што ја носел его маската, вие сте ја научиле ова, значи сте ги научиле овие техники, кои што ви даваат моќ и значај. И ако ова однесување вие сте го забележале, го забележувате кај вас или пак кај некој друг близок, сосема природно е да се поистоветувате, да ја поистоветувате доминацијата над другите како нешто
да е значајно и вредно за вас, нешто кое што ви дава моќ. Понатаму Шефали спомнува дека во својата книга дека ова его маска има свои подтипови, значи таа ги распределила ја распределила ова маска, его маска како главна маска, една од главните маски, и создала неколку подтипови на его маска на борци. Една од нив, значи ние денес во ова видео ќе зборуваме за две, а понатаму во наредното видео ќе продолжам со неколку уште неколку видови подтипови на его маска на борец. Сега првата која што подтип на его маска на борец е, таа го нарекла засилувач родител, засилувач или поттикнувач. Кога ние како родители сме поттикнати од нашите деца во ситуации кога се чувствуваме исплашени, кога не сме сигурни како да постапиме со нив, кога влегуваме во една себе си, во една состојба каде што се наоѓаме себе си, како често пати му одговараме на децата или му например со зборовите, затоа што ти реков така и така, има тоа да го направиш, или например тоа е мојот начин во оваа куќа, ако ти одговара, ако ти се допаѓа, ако не, тука е вратата. Значи, ако вака ние често пати разговараме со нашите деца, можно е да ја носиме ова маска на поттикнувач или засилувач. Значи, оваа маска ја носат родителите кои што имаат моќ во домот во смисла на еден мал тиранин. Значи, додека овие родители најчесто се емотивно и физички разделени од своите деца, тие и tekako многу стриктно се држат до правилата кои што ги поставиле во својот дом и едноставно бараат од своите деца, се повикуваат да ги на тие правила, на тие закони кои што ги поставиле во својот дом да бидат целосно испочитувани од страна на нивните деца. Меѓутоа, овие родители многу често се емотивно и неповрзани со потребите, со вистинските потреби на своите деца, затоа што се премногу зафатени од своите обврски или премногу се зафатени заради своите достигнувања и гледаат на животот околу себе во како еден црно-бела нијанса, затоа што тие предпочитаат многу повеќе да бидат во право отколку едноставно да сакаат да ги преиспитаат начините на кои што родителствуваат во насока на поврзување со своето дете. Сега, во што веруваат овие родители? Овие родители веруваат во следното. Прво, дека правилата се поважни од чувствата. Второ, дека децата треба да се казнуваат за непослушност. Трето, или тоа беше второ. Трето, ајде нека биде трето, детето го слуша родителот по секоја цена, значи нема отстапување. И четврто, тој е патот на родителот или патот на родителот е исправен, не постои друг пат. И како постапуваат овие деца кога се покрај вакви родители, покрај овие родители кои што носат оваа его маска на поттикнувач? Децата израснати со овие родители кои што носат оваа его маска учат да се затвораат уште од најмала возраст покрај овие родители. Повторно ќе ја ставам сликата за да можете да ја гледате цело време. И тие се преправаат дека се добри ангелчиња
Зошто? Затоа што се исплашени овие деца, дека исплашени се да си бидат вистините на себе си, исплашени се да си бидат автентични. Зошто? Затоа што ова родителско его се грижи само за родителскиот пат и не признава друг пат. Ова родителска маска е екстремно контролирачка, значи насочена е кон голема контрола. Таа е, значи, ја носат родители кои што се екстремно доминантни. И за да можат децата да обстанат покрај ваквите родители, барем од искуството на авторката Шефали, која што е 30 годишно, со огромен број на родители, таа кажува дека најчесто децата се повлекуваат од овие родители од најмала возраст, или пак кога имаат 17 или 18 години, тие го напуштаат својот дом и на собствена штета, се уште се незрели, се уште се неискусни. И тоа е она што во најголем случај се случува со овие деца. И понатаму во својата книгата објаснува како звучи еден родител кој што ја носи ова его маска на поттикнувач. Тој звучи на следниот начин. Например, тој зборува: ова е последен пат што ги кршиш правилата. Ти си срам за човековиот род. Казнет си 2 недели. Треба да ја научиш оваа лекција, за повторно да не помислиш дека не треба да ме послушаш. Значи, доколку Шефали им објаснува на родителите, ја препознавате оваа маска, се препознавате дека сте ја носите подолго време оваа маска или некој од вашите блиски, вреди подлабоко да се појде испод чувствата на оваа маска, кој што ја содржат оваа маска подлабоко, за да може да се виде што се крие испод тие чувства и да се најде еден соодветен начин да се испитаат подлабоко, за да може личноста да се ослободи од таа маска, од тој товар кој што го носи врз себе. Сега втората маска, подтип на маска на кој што ја носат родителите, е маската експлодирач. Значи, втор подтип на его маска на борец или напаѓач е маската на експлодирач. Таа им објасна на родителите кога сте поттикнати од вашето дете, дали некогаш сте се чувствувале како да го губите разумот, едноставно сакате силно да викате без контрола, дури ви доаѓа на моменти најнаш, сте се чувствувале добро за во нареден момент, без никаква најава, да почнете да се губите себе си, да почнете да фрлате работи под зидот, да кршите работи и така натаму. Ако е така, таа вели ја носите маската на експлодирач. И оваа маска користи екстремни напади на бес, исто како црна цртежот, и зошто? За да може да го постигне својот пат родителот. Овие бесови знаат да бидат со толкав интензитет, што едноставно ќе го направат целото семејство да трепери под налетот на бесот на овој родител. И тоа се родители кои што од 0 одат до 100 на скалата на интензитет на бес, само за неколку секунди. Значи, тие, зошто е тоа така? Затоа што не ги искажуваат своите емоции, туку наеднаш експлодираат во нив. И овие родители се, спрема авторката Шефали, тие се најстрашни родители. Зошто? Затоа што се нерегулирани, затоа што се непредвидливи, затоа што едноставно вербално не можат да ги обработат своите емоции на еден зрел начин. Значи, тие мислат дека никој друг нема да ги слушне, освен ако не експлодираат. Значи, тој е начинот, нивен начин на кој што тие си бараат внимание, значи, преку нанесување на еден екстремен страв врз другите или врз децата,
овие личности и те како се чувствуваат моќно и достојно. Понатаму Шефали во книгата објаснува кои се верувањата пак на его типот експлодирач, на родителот кој што ја носи оваа маска. Се снајдам. Прво, то верување е родителот треба да покаже доминација и врвна контрола. Второ, децата учат преку страв. Трето верување е дека создавање страв преку казна и преку гнев носи резултати. Четврто верување на родителот е дека децата треба да бидат покорни на родителите. И петто, дека родителот не треба никогаш да биде пријателски настроен или пак пријателски расположен за своите деца. Значи, таа објаснува дека децата кои што живеат со овие родители и како живеат во една сенка на емоционални турбуленции, на емоционални превирања, на емоционална смртност. Што значи тоа? Тоа значи дека овие деца и како се заробени, умствено заробени се и физички се заробени, затоа што се согласни да бидат сервилни и да плаќаат една висока емоционална цена. Тие се навикнати секогаш да бидат во една состојба на готовност. Зошто? Затоа што не знаат како ќе се постави родителот во наредниот момент. Значи, кога ќе стави родителот таа маска. И затоа тие живеат во една постојана вознемиреност, секој момент се плашат дека да не бидат несвесни, да во случај да не можат да го сетат тоа нивно наговестување кога родителот ќе се налути и експлодира. Значи, живеат навистина во многу неудобно овие деца. Зошто? Затоа што многу енергија трошат да ги задоволат потребите на родителот, за да не бидат емоционално разнесени од страна на таа его маска која што ја носи овој родител. И понатаму во книгата пишува една комуникација, на овој начин комуницираат родителите кои што ја носат оваа его маска на експлозивност или експлодирач во односот со своите деца. Таа гласи: завршив со сите вас. Јас готово е со вас. Не сакам да слушнам повеќе ниту збор. Само ако кажете нешто, не знаете што ќе ви се случи. Сите сте луди. Ми се гади од вас. Значи, тоа е начинот на кој што комуницираат овие родители кои што ја носат оваа маска. И таа им спомна на родители доколку навистина вие се ја препознавате оваа маска кај вас, или па познавате некој друг кој што ја носи оваа маска во вашата блиска околина, навистина е добро да му сугерирате, или вие едноставно самите, ако ја носите таа маска, навистина е вредно да одите подлабоко испод, да се видат емоциите на таа маска, чувствата на таа маска кој што ја создале, со цел да се навистина да се откријат, за да се најди начин како може да се ослободи родителот од навистина тој тежок товар кој што го носи врз себе си. И родители, тоа би било крајот на ова видео, меѓутоа би сакала навистина да напомнам дека пред се, додека ги слушате овие видеа, значи зошто служат? Зошто ги објаснувам? За да можете вие како родители да ви помогнам да ги разберете, кои его маски ги носите на себе, значи исклучиво заради разбирање на его маските, а не да се осудувате или да осудувате други околу вас. Туку едноставно да можете да ги забележите его маските кои што владеат со вас, со цел да си помогнете на себе си, затоа што е
Многу е битно тоа нешто, за да ги освестите образците на вашите ставови, на вашите мисловни, значи вашите мисловни образци во насока на свесно родителствување со вашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.